Беше тоа на 6 декември 1927 година, кога во Кюстендил умре Ефрем Цветков Каранов, собирач на македонски народни умотворби. Тој, заедно со Ѓорѓија Пулевски, се појави како значаен популаризатор на македонското народно поетско творештво. Каранов е основач и председател на македонското емигрантско друштво во Кюстендил, прво од таков вид во Бугарија. Роден е во Кратово на 25 јануари 1852 година. На 6 декември 1968 година во Велеш се одржаа првите детски рацинови средби, манифестација во чест на ликот и делото на македонскиот поет Кочо Рацин, а покрај тоа има за цел да го афирмира детското литературно и ликовно творештво. Беше тоа на 6 декември 1987 година, кога во Скопје почина Лазар Калајџиски Добри, припадник на македонското национално ослободително и комунистичко движење и учесник во антифашистичката војна во Вардарскиот дел на Македонија, полковник во Југословенската народна армија. Во време на антиокупаторската борба бил секретар на местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија во Неготино и раководител на местниот воен штаб, замени командант на третата оперативна зона на Народно-ослободителната војска на Македонија. Бил избран за делегат на второто и третото заседание на АВНОј и бил учесник на првото заседание на АСНО. Во ноември 1944 година бил командант на Битолската воена област и како таков при формирањето на првата егејска бригада во битола на 18 ноември 1944 година му го предал знамето на нејзиниот командант Илија Димовски Гоце. На 1 декември 1944 бил унапреден во чин мајор, завршил воена академија, бил носител на партизанска споменица 1941. Беше тоа на 6 декември 1991 година, кога во Хрватска единиците на Југословенската народна армија го бомбардирале Дубровник по 6-месечна опсада. На 6 декември 1994 година во Битола умре Методија Марковски, актер на Битолскиот народен театар, роден 1944 година. Беше тоа на 6 декември 2011 година, кога почина Гоце Арнаудов, познат македонски пеач на народна музика. На 10 годишна возраст почна да свири гитара и да пее во групата на неговиот татко. По завршувањето на средното образование ја формира групата Крик, со која се представуваше низ цела поранешна Југославија. Во Македонија се врати во 1993 година, а во 1994 година на Фолкфест Валандово ги освои сите награди со песната Дали чекаш, стара мајко. 5 години беше прогласуван за најпопуларна личност во Македонија, а учествата на Фолкфест Валандово му донесоа 22 награди. Неколку пати ја доби наградата за интерпретација на неголемиот пеач Никола Бадев на фестивалот Гоцефест. Редовно учествуваше на турнеи во Европа, Америка и Австралија. Ке остане запаметен по песните Ех да беше стрела песната, Дали чекаш, стара мајчице, Ке пијам, ке лумпувам, Свири мајсторе, Полни бреме анџио и други. Арнаудов е роден во Струмица на 19 август 1959 година. Беше тоа на 6 декември 2018 година, кога почина Љубиша Ѓорѓиевски, роден во Битола на 30 мај 1937 година. На македонската јавност е познат и како кандидат за председател во 1994 година, амбасадор во Бугарија од 2000 до 2004 и председател на Собранието на Република Македонија од 2006 до 2008 година. Режисер, писател, педагог и политичар, профил на интелектуалец кој постави лични и професионални стандарди во нашето општествено живење.